Почитувани, безбедноста на храната, ветеринарната и фитосанитарната политика се меѓусебно поврзани области кои имаат клучна улога во заштитата на здравјето на граѓаните, добросостојбата на животните и одржливоста на земјоделското производство. Во услови на глобални предизвици, како што се климатските промени, зголемената побарувачка за храна и растечките ризици од заразни болести кај луѓето, животните и растенијата, овие политики стануваат се поважни. Тие не само што гарантираат безбедна и квалитетна храна за потрошувачите, туку и придонесуваат кон одржливо земјоделство, заштита на биодиверзитетот и економски развој. Во овој подкаст ќе дискутираме за тоа како овие политики се применуваат, кои се предизвиците со кои се соочуваме и како можеме да ги подобриме стандардите за безбедност на храна, здравјето на животните и растенијата. Ќе разговараме и за тоа како е да се биде жена, дел од политиката, предизвици и перспективи. Со нас вечерва е Верче Мицевска, членка на Извршниот комитет на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ и воедно национален координатор за безбедност на храна, ветеринарна и фитосанитарна политика на владата на Република Македонија. Добро вечер, Верче. Добро вечер, ми представува навистина особена чест. Ви посакувам добре дојде во вечерашниот подкаст и најнапред би ве запрашала сосема накосо да ни појасните какво е ова тело и каква е вашата улога моментално во владата. Вие сте национален координатор за безбедност на храна, ветеринарна и фитосанитарна политика. Што представува тоа и каков предизвик е тоа за вас како жена која долги години се занимавате со политика? Ви благодарам. Функцијата национален координатор за безбедност на храна, фитосанитарна политика представува навистина ми представува лично еден голем предизвик, но во исто време ми представува и една голема одговорност. Функцијата бара пред се една стручна експертиза и координација на повеќе државни и надлежни органи кои што се вклучени во целиот процес од креирање на политики, имплементација на политиките, како и координирање на инспекцијските служби што го контролираат целиот процес на производство на храна, практично во сите фази на производство, промет и дистрибуција, од нива до трпеза, што значи дека станува збор за една исклучително важна област и за државата, а пред се и за здравјето и безбедноста на граѓаните. Надлежните државни органи, секој орган си има своја надлежност и одговорности точно утврдени со закон, но сепак постојат одредени проблематики кои што бараат еден поинаков пристап за нивното решавање, односно бараат координација на повеќе засегнати страни. Тука ќе споменам координација со граѓанскиот сектор, односно невладиниот сектор, координација со бизнис секторот и координација со сите државни органи кои што ја третираат оваа област, што значи дека националниот координатор навистина има една голема улога во решавањето на малку посложени проблематики од оваа област. Ви благодарам навистина еден обсежен одговор на ова прашање во стручниот дел. Дали сметате дека владата одвојува доволно средства за овој сектор? Видете, политичката партија ВМРО ДПМНЕ на последните парламентарни избори излезе со платформата 1198, која што навистина една платформа која што нуди развој на целата држава. Оваа платформа има едно посебно поглавје, а тоа е земјоделство и храна за Македонија. Практично ВМРО ДПМНЕ досега покажало и докажало дека секогаш во предизборието настапува пред граѓаните и ја добива довербата со една конкретна програма. Потоа, за време на владењето има механизми со кои што во чекор ја следи реализацијата на тие програми и на крајот секогаш отчетно и транспарентно пред граѓаните дава отчет за сработеното. Тоа е она што практично не разликува од претходната власт, која што во изминатото сите бевме сведоци дека навистина вршеше едно урнисување на целиот систем и практично го донесе граѓанинот пред на просјачки стап. Затоа се надевам дека никогаш повеќе нема да се вратат на политичката сцена во Македонија.
Во 4-годишниот мандат како влада имаме план и визија за целосна ревитализација на земјоделските политики. За таа цел владата за 2025 година издвојува високи 180 милиони евра финансиска поддршка. Овој месец во службениот весник излегоа излегоа уредбите и програмата за поддршка во земјоделието за 2025 година, каде што најтранспарентно граѓаните можат да проверат дека навистина големи средства се одвојуваат во овој сектор. Би ги споменала над 80 милиони евра за директна поддршка во растителното производство, над 8 милиони евра за директна помош во животинското, односно сточарското производство. Тука би ги споменала 8.000 денари по женско грло говеда, исто така зголемени субвенции за по литар млеко, кои што достигнуваат до 7 денари по литар млеко, 6.000 денари за одгледано, продадено или пак во кланица однесено животно, исто така финансиска помош за складирање на житните култури, финансиска помош на земјоделците за набавка на гориво за земјоделската механизација, исто така дополнителни директни плаќања за зголемување на бројот на грла во основното стадо, така што исто така една огромна финансиска помош и поддршка преку повеќе јавни повици во текот на годината преку разни ИПАРТ мерки. Пред неколку недели излезе јавниот повик на платежната агенција за мерката 1, каде што со сите овие сет на мерки навистина имаат можност земјоделците и производителите да конкурираат и да аплицираат за финансиска поддршка за набавка на земјоделска механизација, за набавка на нова опрема, за изградба на нови производствени капацитети, за реконструкција на веќе постоечки. Исто така ќе споменам она што е многу трендовско во последно време, а тоа е инвестирање во обновливи извори на енергија и практично најголем е повратот на средства токму за обновливите извори на енергија, така што целиот овој сет на мерки и ова финансиска поддршка која што е наменета конкретно за производителите за храна, земјоделците, сточарите, очекуваме една стабилизација на состојбите со агросекторот. Какви планови имате за македонските производи да станат поконкурентни на домашниот и на странските пазари? Какви реформи предвидува владата? Па Македонија е библиска земја, Бог ни подарил навистина плодна почва. Македонија располага со еден многу богат биодиверзитет. Имаме недопрени еколошки чисти предели во Македонија. Македонија знаеме дека во текот на целата година изобилува со сончеви денови и навистина е штета наместо да бидеме увозно зависна држава, да не бидеме извозно позната држава Македонија по своите производи квалитетни и безбедни кои што ќе потекнуваат од нашето поднебје. Ние имаме и богата традиција која што е со векови, така што Македонија има потенцијал да понуди на македонскиот и на светските пазари навистина квалитетна и безбедна храна. Што треба да се направи за да се подобрат состојбите во овој сектор? Треба совистинска промоција на политиките од владата, со навистина искрен пристап на надлежните институции кон апликантите, а тоа се Агенцијата за храна и ветеринарство, тоа е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе ја истакнам и Агенцијата за поддршка во земјоделието и руралниот развој, која што е практично многу важна и е прв браник и контакт со земјоделците за да ги промовира нашите политики, за да ги промовира мерките на владата, за да ги промовира мерките кои што се во јавните повици на платежната агенција, да им помогне на земјоделците во правење на бизнис планови. Значи практично инволвирање на сите засегнати страни и, што е многу важно, со една
правилна и вистинска земјишна политика. Значи, земјишната политика мора да биде во насока на земјиштето да припадне кај вистинските земјоделци. Се случува на јавните повици повеќе луѓе да аплицираат за една значи парцела и навистина нема потреба. Во Македонија има толку значи мал процент на искористеност на обработливо земјиште, што дефинитивно како влада значи увидовме дека е потребна интервенција во тој дел и затоа како една од реформите ќе биде формирање на една нова агенција за управување со земјоделското земјиште, која што целокупното земјоделско земјиште ќе го доведе во насока да припадне кај оние што сакаат да се занимаваат со земјоделство. Друга значи област во која што ќе посветиме внимание, тоа е промоција и на органското производство, бидејќи навистина Македонија има потенцијал за органско производство и можеме да бидеме порепознаени по органски производи, потоа изградба на центри за складирање и дистрибуција на земјоделски производи. Ке исто така имаме реформи во однос на загарантиран откуп и загарантирани цени за откупот на земјоделските производи, потоа зголемена контрола на пестицидите и вештачките ѓубрива кои што се применуваат, контрола на семето и садниот материјал, така што сметам дека со овие сет на мерки заедно со иновирани технологии можеме навистина од една увозно зависна држава да бидеме една држава каде што ќе произведува квалитетни и безбедни македонски производи и ќе бидат конкурентни и на домашниот и на светските пазари. Со тоа исто така ќе ги зголемиме приходите и на земјоделците, во исто време ќе отвориме нови работни места во руралните средини, па на тој начин и оние луѓе кои што се дисперзирале во градовите на државата или пак надвор од државата, можеби ќе добијат идеја да се вратат во нашата татковина и тука заедно со нивните семејства да инвестираат во земјоделскиот сектор. Одлично. Неодамна во рамки на вашите активности можевме да забележиме посета на Агенцијата за храна и ветеринарство и тоа се однесуваше, беше поврзано со една многу интересна тема, а тоа е производство на биогаз од органски отпад. Можете ли малку повеќе да ни појасните што тоа ќе значи за компаниите и за државата воопшто? Представниците на биогасни централи во Македонија се организирани во рамки на една асоциација, во рамки на Стопанската комора на Македонија и неодамна оваа актуелна и перспективна тема ја подкрена, да речам, во јавноста. Да, неодамна имавме состанок во Агенцијата за храна и ветеринарство на оваа тема. И навистина ние како држава, согласно европската регулатива, имаме обврска да го решаваме проблемот со биолошкиот отпад и емисијата на штетни гасови, односно на CO2, треба до крајот на 2030 година да се намали до 55%. Така што како влада, навистина ги поддржуваме сите проекти што се од областа на зелена економија, како што е и овој проект за производство на биогаз и органски отпад. Што би добила државата и компаниите од оваа мерка? Значи, со одведувањето и третирањето на биолошкиот отпад и производство на биогаз, најпрвин би се намалил трошокот на компаниите, бидејќи детектирано е, веќе се мапирани кои компании каков вид на отпад генерираат, би им се намалил трошокот за одведување и третирање на овој отпад согласно договорите што компаниите ги имаат со јавните комунални претпријатија. Од друга страна, би се со намалувањето на влијанието на штетните гасови би се зачувала животната средина, а во исто време од производството, од третирањето на биолошкиот отпад би се произвел биогаз кој што навистина представува еден извор на енергија. Така што оваа тема допрва ќе се развива и владата стои на располагање на проектите кои што се од оваа област. Вашето вечерашно гостување во нашиот подкаст, јас ќе го искористам и од еден стручен да поминеме и на политички дел. Морам да забележам дека
неодамна, допред да станете национален координатор за безбедност на храна, ветеринарна и фитосанитарна политика, вие бевте председател на Советот на општина Илинден. Какво е тоа искуство и можете ли накусо да ни кажете како е да се биде жена председател на Совет? Интересно прашање, ви благодарам. Да се биде жена председател на Совет е навистина еден голем предизвик. Лично за мене представува едно многу драгоцено животно искуство. Не е лесно, воопшто не е лесно, бидејќи вие морате да менаџирате во соработка со градоначалникот, во соработка со општинската администрација, треба да ги координирате сите советнички групи од различни политички партии, во исто време да ги абсорбирате и да ги канализирате барањата на граѓаните кои што стигнуваат и формално и неформално од сите страни, што значи дека навистина бара едно успешно менаџирање и сметам дека доста солидно го водев тоа тело, бидејќи не е лесно секогаш да ги укомпонирате сите овие сегменти и се да функционира безпрекорно. Навистина сум горда на Советот на општина Илинден, општината од каде што доаѓам, бидејќи действувавме како едно тело кое што најпрвен примерната цел беше како и што треба впрочем да биде, дека тоа е тело представничко тело на кој што го треба да ги штити интересите на граѓаните и навистина сум горда што донесовме повеќе едногласни одлуки во кои што пред се и над се штитавме државен интерес. Вие долги години се занимавате со политика. Би морала да ве запрашам во ваква ситуација, кој беше вашиот мотив да се занимавате со политика и од оваа денешна перспектива, дали е тежок патот до успехот на една жена во политиката? Ви благодарам на прашањето. Навистина, ова е емотивна тема за мене, бидејќи за мене политиката представува една емоција, навистина длабока емоција. Од мои 18 години како млада девојка, поривот внатрешен за да промениме нешто добро во државата, наместо постојано да се жалиме дека нешто не чини, беше навистина мотив за мене да се вклучам во политиката. Секако понатака со годините еволуирав во политичкиот развој, како што минуваа годините, како што се запознавав со повеќе луѓе што се занимаваат со политика, секако се прошируваа видиците што се може еден човек или една жена да допринесе во оваа сфера со занимавање со политика. Патот воопшто не е лесен. Ние жените, освен што се занимаваме со политика, исто така сме на нашите работни места, исто така се образуваме што формално, што неформално, но имаме и една исклучително важна улога во општеството, а и да речам како дар од Бога дадена, а тоа е да се грижиме за семејството дома, што значи дека жената во сите овие сфери се очекува да биде успешна и патот во политиката претпоставувам и за мажите, но апсолутно и за жените не е воопшто лесен и не е никако послан со рози, повеќе и е послан со трње, можам да кажам. Меѓутоа, ние жените сепак знаеме и умееме, без разлика колку е тежок патот, без разлика колку се наоѓаме во некои тешки периоди во животот, без разлика колку ни е можеби тежок денот и ноќта, сепак да се разбудиме со една насмевка, со една позитивна енергија и со една верба и со една љубов и со насмевка да продолжиме да чекориме по патот и да правиме едни убави промени за општеството. Она што би сакала да го истакнам е дека како политичка партија ВМРО-ДПМН навистина имаме постигнато напредок во однос на третирањето на жените во политиката во нашата партија и воопшто. Имаме среќа нашата политичка партија, најмоćната женска организација во Република Македонија, а тоа е Унијата на жени на ВМРО-ДПМН, да ја води една исклучителна личност, една визионерка и вистинска лидерка, а тоа е нашата претседателка Жаклина Пешевска, која што буквално се бори за секоја една жена, работи во насока на профилирање на
кадри, на профилирање на нови жени кои што би се нашле на политичката сцена, не представува многу доследно секаде во нашата држава, но што е многу важно, многу добро не представува на меѓународен план. Како највисоко тело на Унијата на жени, а тоа е извршниот комитет на Унијата на жени, дадовме предлог и усвоивме навистина едни многу важни одлуки. Дадовме предлог партијата ВМРО-ДПМН да има подпредседател жена, што едногласно го усвоивме и морам да се заблагодарам и да кажам дека тој предлог беше доследно спроведен од страна на раководството на партијата и имаме подпредседателка на партијата жена. Потоа, што е од исклучителна важност, пред почетокот на предходните локални избори, како извршен комитет на Унијата на жени, дадовме еден многу добар предлог со кој што навистина поентиравме на изборите и ги добивме убедливо, а тоа е да на тие локални избори настапиме како тандем маж-жена. Односно, унаму каде што имаме кандидат за градоначалник маж, да одиме со кандидат за носителка на советничка листа жена и обратно. Унаму каде што имаме кандидатка за градоначалничка жена, да одиме со носител на советничката листа маж, што се покажа една навистина добра формула и извојувавме една убедлива победа. На теренот настапувавме како тандем мажите и жените, што значи дека секако дека заеднички треба да ја водиме таа борба. И третиот сегмент што сакам да го истакнам во напредокот, сведоци сме дека на секоја една седница на влада имаме именување на се повеќе успешни жени на високи позиции во извршната власт и на високи функционерски места, што значи дека ВМРО-ДПМН има навистина еден прогресивен лидер кој што ги перципира правилно и со една голема важност жените и сме му благодарни за тоа и навистина само заеднички можеме да допринесеме за уште поголеми победи на партијата и пред се за државата. Чинам вториот услов кој го спомнавте, ќе ни даде насока за тоа дека имаме во Македонија веќе рамноправност помеѓу мажите и жените во политиката и во општеството, или потребно е уште малку да се доработи на таа тема? Ова е вечна тема, родова рамноправност, родова еднаквост. Ние мажите и жените сме еднакво родени пред Бога, еднакви сме во природата, но не сме еднакви во општественото живење, за жал. Ние жените секогаш треба да се докажуваме, да водиме некои борби. Ке ги споменам квотите, значи лично сум против квотите, бидејќи дури во некои сегменти се навредувачки квотите, бидејќи како да треба секој пат ние да докажуваме и да се бориме за да ги оствариме нашите права дека сме еднакви. Меѓутоа праксата покажала дека онаму каде што нема квоти, бројките се поразувачки. Онаму каде што имаме квоти, тоа се советничките листи, тоа се пратеничките листи, навистина имаме голем напредок. Сметам дека не треба, значи, ниту мажите да се феминизираат, ниту ние жените на мускули да ги носиме целиот терет на ова општество, туку во таа борба за родова еднаквост мажите не треба да имаат никаков страф, бидејќи ние заеднички треба сите функции да ги извршуваме, заеднички да се надпреваруваме во една фер битка помеѓу мажите и жените и само така ќе имаме напредок во нашето општество и доколку квотите бидат и 50-50, тука нема простор за плашење, бидејќи мажите и во тој случај не губат ништо. Сосема на крај, што би им препорачале на жените кои што се сега на почетоци во вклучувањето во политиката или кои што можеби се уште размислуваат дали да се вклучат или не во политиката? Па, жените мора да се вклучат во политиката ако сакаат да допринесат работите додат кон подобро во секој сектор на општественото живење, во секој сегмент на општественото живење. Би истакнала три главни поенти. Значи, најпрвин треба жените да имаат точна визија и точна зацртана цел зошто влегуваат во политика. Вториот сегмент е
жените да имаат свој личен интегритет и белег кој што ќе им остави трага во нивното действување во политиката. Да не бидат сервилни. Значи, ова топло го препорачувам, бидејќи можеби, доколку некои жени мислат дека на тој начин со сервилност ќе постигнат напредок, можеби ќе постигнат некои побрзи чекори во политиката, но тоа на долги стази нема да им донесе успех. Значи, дефинитивно да имаат свој интегритет и без разлика колку ќе бидат разочарани во политиката, бидејќи борбата не е лесна, како што кажавме, воопшто да не одстапуваат од борбата и никогаш да не се откажуваат, бидејќи секое паѓање значи ново растање, што значи дека ако имаат јасна визија и цел, ако имаат свој личен интегритет, ако никогаш не се откажуваат, сигурно ќе успеат во политиката и затоа охрабрувам уште жени и сметам дека навистина на политичката сцена ќе се појават уште многу квалитетни и перспективни жени кои што ќе ни се приклучат заедно во нашиот тим за да направиме Република Македонија да биде едно поубаво место за живење за сите. Вирче, имавме навистина убава дискусија. Ви благодарам за вашето учество во вечерашниот подкаст. Се гледаме секако во наредна прилика. А вам, почитувани гледачи, ви посакувам убава вечер. Се гледаме и со вас повторно следниот понеделник, 20 часот, со нова гостинка и со нова интересна тема. Убава вечер, почитувани.